Здраво, ова е 66-тото издание на Видеологија со Златко Ѓелески, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е Black Klansman на Спайк Ли, во кој станува збор за Рон Сталворт, глумен од Џон Дейвид Вашингтон, афроамериканец од Колорадо, нововработен полицаец кој со помош на еврејскиот колега, глумен од Адам Драйвер, ќе се инфилтрираат во Ку Клукс Клан со цел да ги обелоденат криминалните дејствија на организацијата. Расната и полова нееднаквост, криминалните неправди се чести теми кои се во досек на ветеранот Спайк Ли во неговите филмски остварувања, а во неговиот најнов филм без сомнение ги илустрира особеностите и последиците од нанесувањето на ова меѓучовечко зло. Од воведот на филмот во кој Алек Болдвин со Трампов маниризам ја насочува расистичката реторика директно во камерата, може да забележиме дека доколку не беше толку трагична, ќе беше смешна. Комедијата на непрепознавање, абсурд и замена од секогаш била провокативна, но наменски се инкорпорира во оваа двојна притаена задача на етички и расно навредени полицајци во таборот на кланот и на ослободителното движење на афроамериканците. Меѓутоа, оној кој е со тајна задача воспоставува релации со непријателите, кои сепак се луѓе и ја инволвираат и нивната доверба во привидното пријателство кое на крај се злоупотребува во име на правдата. Повиците на побуна се воочливи во двата табори и најсилното оружје на филмот е таа паралелизација, односно на поредно прикажување на пропагандистичките идеали кои двете групации се обидуваат да ги протнат меѓу своите следбеници, кажувајќи им ја филуваната вистина, преобразена во доктрина која што сакаат да ја слушнат, за да ја потхранат нивната омраза, а кај што има омраза, ќе има и победени кој ќе ескалира во одмазда. Со самиот поделен екран на гледачот му се сугерира да ги согледа двете страни од паричката, кои покрај постечката дихотомија понекогаш знаат да наликуваат една на друга. Еден лидер се обидува да влијае врз мнението на студентите, па макар и да доведе тоа до вооружен напад, а друг сака низ политиката да ги протне своите расистички идеи. Индикативна е позиционираноста на женските ликови на двете страни, поставени во првите борбени редови на здруженијата предводени од фанатични мажи. Од една страна ја имаме еманципираната афроамериканка, на која дури и пречи стереотипизацијата за незината раса од филмовите како Кофи и Клеопатра Џонс, а наспроти неа ја имаме подчинетата сопруга на еден од активистите на ККК, која и покрај тоа што ќе биде искористена за насилно туркање на агендата на кланот, ќе предизвика дополнителна трагедија во филмот со едно невнимание. Наспроти нив, протагонистот, глумен од синот на Дензел Вашингтон, оформува лик кој со својот имидж ги реферира Шефт и Суперфлај и останатите blaxploitation филмови со непокорни ликови, но има јасна свест за неправдите и тортурата со кои припадниците на неговата раса мораат секој ден да се соочат, како што е неиницираната полициска бруталност. Во филмот забележуваме дека фамилијата на полицајци црнци и белци по секоја цена се грижи за своите припадници. Метнувањето на идејата на љубовна приказна на полицаец со тајна задача е постара дури и од самиот Спайк Ли, па е излитена од носење во Холивуд, понаивна дури и од предпоставката дека САД нема да избере преседател расист, со која си поигрува Ли. Меѓутоа, криењето на црнечкиот сленг и вежбањето на говорот на белците на диалог од The Godfather е комичен контрапункт на самиот филм. Спайк Ли уште од факултетските денови има пресметки со филмот Birth of the Nation и неговата глорифицирачка примена од страна на кланот, а тука посочува на моќта на уметноста да влијае врз масите и етичката одговорност на режисерот да не премине во изговор за насилство. Иако во неговите филмови натежнува и инсистира да ја истакне афроамериканската призма, ги величи и хероизира, за разлика од припадниците на белата раса кои непологетски ги антагонизира и исмејува. Една од најповолните одлуки на филмот е снимањето на лента, со што се добива потребната текстура.
На тој начин кинематографот на Хана, Чейз Ирвинг, успешно ќе манипулира со интензивираните бои и светла, како и во истакнувањето на силниот контраст, нијансирање и филтрирање за да се добие естетиката на 70-тите, но и се препознатливите двојни доли кадри во кои се повлечени актерите. Вечниот соработник на Ли, джезерот Теренс Бленчард, покрај препознатливата музичка гитарска носечка тема, ќе успее и да рециклира едно свое дело од Inside Man. Фанк доминира со саундтракот. Бери Александар Браун со години се справува со сечење и лепење на снимениот материјал на Ли, но тука на филмот му тежат неколку повторливи сцени со обид за хумор во кланот, меѓутоа монтирањето на документарните снимки на крајот на филмот е сурово хроничарење кое е потребно за да се добие конотација дека работите и ден денес не се менуваат. Реалноста му сервираше на послужавник на Спайк Ли една интригантна и неповторлива приказна, која сама по себе е толку абсурдна и преполна со лудост и иронија, што еднаш во животот се добива шанса да се екранизира и Ли не ја пропушти таа можност. Спайк Ли Joint во соработка со Blumhouse го истуркаа овој филм и во големите киносали, на филмските фестивали, од кои јас успеав да го погледнам на браќа Манаки, па дури ја пополни графата на афроамериканските филмови кои ќе добијат можност за освојување на Оскар, налик The Help, 12 Years a Slave, Precious, Mudbound, Selma. Добитник е на Гранд При наградата на Канскиот фестивал и е номиниран за 6 Оскари за најдобар филм, режија, споредна машка улога, адаптирано сценарио, оригинална музика и монтажа. She's Gotta Have It, Do the Right Thing, Malcolm X, Crooklyn и 25th Hour се препознатливите филмови на Спайк Ли во кои го воспостави неговиот стил на творење, избор на теми кои го интересираат, секогаш блиски до дилемите на етичноста и праведноста, а во новиот филм прави реминесценција на неговите извежбани адути, без да направи драстичен и ризичен исчекор во неговиот филмски израз, туку приложи варијација на веќе воспоставени норми. Ако морам да го евалуирам, тогаш Black Klansman од мене има 3,5 од 5. Доколку ви се допадна 66-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Посегнете и по останатите рецензии на виртуелната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!